Во рамки на активностите за преземање конкретни мерки за намалување на загадувањето во општина Кочани, како и во целата Кочанска котлина, градоначалникот Николчо Илиев и директорот на Државниот земјоделски инспекторат Зоран Шапурик, директорот на комуналното јавно претпријатие Водовод Андреј Киров, заедно со подрачните инспектори денеска беа во посета на пречистителната станица кај Мојанци со цел превентивно действување во делот на палењето на сламата од страна на земјоделците. При тоа на директорот Чапурик му беа предочени мерките кои општината ги превзема за превентивно действување против причинителите на загадувањето, како и активностите кои се предвидуваат во делот на казнените мерки и измените во законот заради поефикасно действување. Градоначалникот Илиев ги посочи главните проблеми со загадувањето преку палењето на сламата и страништата. После жнењето на оризот, остатокот од сламата, за жал, нашите сограѓани кои се занимаваат со оризопроизводство ги палат остатоците и прават навистина огромен проблем во повеќе сфери. Првата и најопасната работа е тоа што го загадуваме воздухот и целокупната наша животна средина, што навистина прави еден голем проблем. Втората работа секако е проблемот со трошоците и средствата кои што ние и силите што ги ангажираме во справувањето со овие пожари и навистина на ова лудило мора еднаш за секојаш да му ставиме крај. Директорот на инспекторатот Шапурик изборуваше за целта на посетата и за поддршката што и се дава на локалната власт за справување со проблемот. Главна цел е овде, бевме запознаени, ние сме во комуникација со градоначалникот и службите наши да се справиме со овој голем проблем палење на страништата. Овдека има агилност на инспекторите, еве их сами гледаме, нонстоп ќе бидат на терен нашите инспекторки, нашите дами и очекувам во ова сите други комбинации бидејќи им се нуди, не информира градоначалникот и директорот на комуналното претпријатие на земјоделците да се пренесе бесплатно фактички да се транспортира ова слама, да не се пали, јавна свест и се разбира и одредени санкции. Инспекторката Савка Веселинова истакна дека главен проблем во санкционирањето на земјоделците кои ги палат страништата е тоа што тешко се откриваат, но и покрај тоа досега се поднесени 15 на прекршочни пријави против лица кои се фатани на лице место. Оваа година, пролет и сега есен, имаме откриено 15 сторители за кои се издадени платни налози и истите се казнети, санкционирани. Прекршечни пријави се тие. Казните се движат за физички лица од 50 до 100 евра, а за правни лица од 250 до 500 евра, за одговорното лице од 50 до 100 евра. Исто, сега со измена на законот малку се намалени казните. Директорот на комуналното претпријатие Водовод Андреј Киров зборуваше за акцијата за собирање, односно балирање на сламата и нејзино складирање во кругот на пречистителната станица, што ќе донесе двоен ефект, спречување на палење на страништата и производство на компост за потребите во земјоделието. Так, комуналното јавно претпријатие заедно со локалната самоуправа е вклучено во собирањето на сламата, а целта е една единствена, остатоците од слама да не остануваат на самите ниви, за да земјоделците не ги палат. Ние сето тоа го вршиме бесплатно, односно балирањето и изнесувањето на слама е на трошок на самото комунално претпријатие, а е во склоп на проектот од прочистителна станица за отпадни води, согласно донацијата која што имаме за овде и каде што во моментот се наоѓаме. Ние перманентно секојдневно веќе 3 недели собираме слама од самите полиња. До сега имаме некоја бројка околу 3000 бали соберено, меѓутоа до крајот треба да собереме од 40 до 60.000 бали и ова е како пилот проект за да можеме од тињата што ќе се створи од оваа прочистителна станица заедно со сламата која ќе се помеша да добиеме еден компост кој што постоја ќе се нуди на самите земјоделци за поѓубрување на самите посеви. Градоначалникот Илиев најави дека е покрената иницијатива за измена во законот во делот на казнената политика, се со цел да се стави ред во полињата и да се спречи понатамошно палење како повеќекратна штетна појава.